Откако апелациониот суд на Соединетите Американски држави го отфрли барањето на администрацијата на Трамп повторно да биде ставен во сила неговиот указ за забрана за влез во земјата на државјани од 7 претежно муслимански земји, Трамп објави на Твитер дека му наредил на Министерството за внатрешна безбедност мошне внимателно да ги проверува луѓето кои влегуваат во Соединетите Американски држави. Ако се случи нешто лошо, обвинувајте го него и правосудниот систем, напиша Трамп. Се претпоставува дека се мисли на Джеймс Робарт, федерален судија од Сиетл, кој во саботата го стопираше указот. Токму за него Трамп порано рече дека е така наречен судија. Тој наведе и дека не можел да верува во каква опасност судијата ја донел земјата. Министерството за државна безбедност мошне внимателно ќе ги надгледува лицата кои влегуваат во земјата. Судовите само ја отежнуваат работата, додаде Трамп. Трамп го обвини судијата Робарт и дека ги отворил Соединетите Американски држави за потенцијални терористи и за многу лоши и опасни луѓе кои според Трамп заради тоа се многу среќни. Подпредседателот на САД, Майк Пенс, застана во одбрана на изјавата на Трамп за судијата Робарт. Председателот на САД ги има сите права да ги критикува останатите две гранки на власта. Според Ројтерс, не е вообичаено председател на Соединетите Американски држави во тек на својот мандат да напаѓа представник на државното правосудство. Се наведува и дека сенаторот Патрик Лихи, влијателен член на Комитетот за правосудство на Сенатот, изјавил дека изгледа како Трамп да има намера да предизвика уставна криза. Во исто време, во делови од интервју за телевизија Fox, Трамп изјави дека го почитува Владимир Путин, но дека не знае дали ќе се согласува со него. Дали го почитувате Путин? Почитувам многу луѓе, но тоа не значи дека ќе се согласувам со нив. Тој е лидер на својата земја. Велам дека е подобро да се соработува со Русија отколку да не се соработува. А ако Русија ни помогне во борбата против исламска држава и исламскиот тероризам, тоа ќе биде добро. Дали ќе се согласувам со него? Немам поим. На коментарот на водителот дека рускиот лидер е убиец, Трамп одговори дека и Соединетите Американски држави имаат убијци и дека на тој план не се невини. Но сепак тој е убиец. Путин е убиец. Има многу убијци и ние имаме доста убијци. Што мислите, дека нашата држава е толку невина? Associated Press констатира дека од објавениот дел од интервјуто не е јасно дали Трамп тоа понатаму го образложил или го ставил во поширок контекст. Целосното интервју ќе биде емитувано во текот на денот. Сепак, изјавата на Трамп најде на критики во редовите на неговите републиканци. Лидерот на републиканското мнозинство во Сенатот, Мич Меконел, за CNN изјави дека не може да се стави знак на еднаквост помеѓу начинот на кој се однесува Русија и оној на кој се однесуваат Соединетите Американски држави. Подпредседателот на САД, Майк Пенс, демантираше дека Трамп направил лажна паралела помеѓу Путин и лидерите на САД, додавајќи дека тој само сакал да ги редефинира односите меѓу Вашингтон и Москва, како што ветил во изборната кампања.